Обидите на известни политички структури предизборно да го разбијат јадрото на незадоволните пензионери, кои 7 месеци протестираат по македонските улици, на разочарување на власта паднаа во вода. Македонските пензионери, насетувајќи ги префидните политички игри, се реорганизираат и велат дека не отстапуваат ниту чекор од своите веќе зацртани ставови за достоен пензионерски живот. Ова е пораката на представниците од иницијативните штрајкувачки одбори на пензионерите од повеќе градови во земјава, кои денеска во Прилеп одржаа конститутивно собрание за формирање на ново здружение. Во моментов, фактички, она група која што се оддели од нас, со почитуваниот Драган Угриновски, према нашите извештаи, кои што ги добиваме, тие се околу 6 души, кои што го представува тоа здружение и се регистрирале како такво здружение. Во моментов ние немаме поддршка од постоечкото раководство на пензионерите на Македонија и за тоа се одлучивме на овој чекор. Меѓутоа, од она што ни се случи во Кавадарци, каде одредена група на наши пензионери се одвоија и тргнаја по партијата на Јанко Бачев, од тогаш сме одвоени и сега сме дружение на Сојузно дружение на пензионери, пензионери за достоен живот. Денес на овој состанок ќе се конституираат телата на новото здружение Достојни пензионери. Гласо на пензионеро за наредните избори ќе оди кај тој што ќе ни понуди подобар закон за пензии. На денешното конститутивно собрание во Прилеп беше истакнато дека новото здружение си останува на барањата за линеарно зголемување на пензиите за 5000 денари, потоа за ослободување од здравствена партиципација за жените од 62, а за мажите од 64 години, како и минималната пензија да не биде под 20.000 денари. А ќе бидат доставени и предлози за измена на постоечкиот закон за пензии, бидејќи велат дека бил неодржливо лош. Нашите барања се познати, остануваме на тоа што го бараме и нема да отстапиме. И јас мислам дека испод 20.000 пензија не смее да биде во денешно време. Ние ќе одеме напред. Мислам дека со мојата парола моќта е во мнозинството, мислам дека ќе дојдеме до нашите постигнати резултати. Има 18.000 пензионери. Повечкото су незадоволни од раководството наше, пошто таму кај нас е војно-полициски соберено тоа здружение. Со пакет мерките што ги даде Ковачовски, владата сега още која води ова техничката влада, запери тие се нула, да кажеме, нула. Новото здружение, според најавите, ќе има своји тела и ресорни комисии кои директно ќе соработуваат со надлежните државни институции.